имајќи во предвид важноста на законот. Секој ден повикуваме не само на пратениците од владеачкото мнозинство и коалицијата, секој ден ги повикуваме и ВМРО-ДПМН да заземе став дали ќе продолжат да се ги штитат бандитите во своите редови или и тие конечно како голема политичка партија која што била долги години порано на власт ќе застане на страната на граѓаните, на страната на правото, правичноста и правната држава. Од она што го гледаме до сега, еве, вчера имавме изјава дека опозицијската партија ќе го бойкотира собранието. Денес во нивните соопштенија никаде не стои што и како ќе постапат тие. Но од друга страна, за важни закони, како што е законот за минералните суровини, какво што е законот за исплата на платите во високото образование, каде што зголемуваме плати на вработените во високото образование за 10%. Гледаме дека кочат. Како што е законот за безбедност во сообраќајот, каде што регулираме за постарите лица, сега е регулирано до 75 години, ние велиме до 70 години да можат лекарските уверенија да им важат до 5 години. Што е важно за граѓаните и секако допринесуваме за унапредување на стандардот на граѓаните. Сите тие закони кои што се важни за граѓаните, по налог директно од Христијан Мицкоски, овде во собранието, пратениците ги блокираат и не дозволуваат никако да поминат. Во однос на двотретинското мнозинство, ќе повикуваме се до седницата. На крајот, пратениците ќе се изјаснат согласно своето сопствено убедување и верувам, оптимист сум, дека ќе застанат на страна на правдата, правната држава и воспоставување конечно на владење на правото. Ги имаме сите аргументи на наша страна. Ние настапуваме со аргументи за разлика од ВМРО-ДПМН, која што упорно со закани и уцени пробува да дејствува кај одредени колеги кои што низ разговор искажуваат спремност и даваат поддршка со збор дека ќе го поддржат законот за јавното обвинителство. Конечно треба да разберат раководните структури на ВМРО-ДПМН дека бегање од правдата нема, дека законот ќе се донесе, законот за јавното обвинителство. Одговорност мора да има за сите оние кои што во транспарентна постапка ќе се утврди вина.